Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студијето на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата денешна емисија Точно напладне, секоја среда со почеток во 12 часот. Еве на денеска повторно заедно, имаме интересна мисла за денеска, би сакал да ја прочитам. Кога богатството е изгубено, ништо не е изгубено. Кога карактерот е изгубен, нешто е загубено. Кога здравјето е изгубено, се е изгубено или загубено. Но вистина, ова мисла е длабока и крие силна порака во овие зборови. Богатството се стекнува и се губи. Карактерот исто така може да се надокнади ако имаме некои негативни особини. Меѓутоа, кога здравјето ќе се изгуби, се е загубено. Би сакал да ви раскажам на почетокот од ова емисија за Стив Пол Джобс. Верувам дека сте слушнале за него, познат човек. Меѓутоа, еве, тој бил роден 1955 година, починал во октомври 2011 година. Основач и директор на Apple. Мудар човек, паметен човек и навистина предонел многу работи за општеството. Меѓутоа, еве тој се разболел и починал од рак на панкреасот во 2011 година. Бил милиардер, значи за време на својот живот стекнал големо богатство. Имал 7 милиарди долари. Умира на 56 години. Како што спомнав, од рак на панкреасот. Еве некои изјави негови пред да почине, тоа се негови последни зборови, запишани се и верувам дека се длабоки и имаат своје значење да ги слушнеме и ние денеска во нашата емисија. Еве што тој запишал. Во овој момент, лежејќи на креветот, болен и сеќавајќи се на целиот свој живот, сваќам дека целото мое признание и богатство што го имам е бесмислено пред престојната смрт. Можете да ангажирате некого да вози автомобил за вас, да заработи пари за вас, но не можете да ангажирате некој да ја носи болеста наместо вас. Човек може да најде материјални работи, но има едно нешто што не може да се најде кога некој е изгубен, а тоа е животот. Однесувај се добро и ценете ги другите. Како што старееме, стануваме попаметни и полека сваќаме дека часовникот чини 30 или 300 долари и двата покажуваат исто време. Без разлика дали носиме чанта од 30 или 300 долари, износот на пари во паричниците е ист. Без разлика дали возиме автомобил од 150.000 или 300.000 долари, патот и растојанието се исти, пристигнуваме на иста дестинација. Ако пиеш шише вино од 300 или 10 долари, количината ќе биде иста. Ако куќата во која живееме 300 или 3000 квадрати, осаменоста е иста. Вашата вистинска внатрешна среќа не доаѓа од материјалните работи на овој свет. Без разлика дали летате во прва класа или економска класа, ако авионот се урне, ќе се урнете со него. Така се надевам дека разбирате дека кога имате пријатели или со кого да разговарате, тоа е вистинската среќа. Верам дека
Ке се сложиме со овие изјави, со овие реченици кои ги запишал Стив Пол Џобс пред да умре, да ги затвори очите, сваќајќи дека ништо не вреди ако човекот нема здрави. Затоа, денешната мисла уште еднаш ќе ја повторам, кога богатството е изгубено, ништо не е загубено. Кога карактерот е изгубен, нешто е загубено. Кога здравието е изгубено, се е загубено. Така да, еве, нека ова мисла не прати и не води во овој ден, почитувани гледачи. Да ве поздравиме сега со една убава христијанска песна. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите дневната емисија точно напладне, секоја среда со почеток во 12 часот. Следува рубриката Вести од земјава или светот. Денеска имаме интересни вести. Всушност ќе се подсетиме за еден настан кој ќе се одржи ова лето во Америка. Ќе се одржи генерална конференција на адвентистите на 7-миот ден.
Под насловот Исус доаѓа, јас ќе одам, ќе се одржи 62-то заседание на Генералната конференција во Сент Луис, Мисури, во Соединетите Американски држави од 3 до 12 јули 2025 година. Имате можност да проследите неколку слики, почитани гледачи, од тој прекрасен град. Интересно, на ова заседание ќе присуствуваат некаде околу 2804 делегати од целиот свет. Ќе гласат за деловни прашања, ќе избират лидери на Генералната конференција во низините 13 оделенија или дивизии за следните 5 години. Покрај делегатите ќе има присуство на преку 100.000 верници од целиот свет кои ќе дојдат барем еден ден или за викендот или за неколку денови да присуствуваат на ова генерална конференција, да наблюдуваат и да уживаат во дружењето со браќите и сестрите од целиот свет. Интересно, Сент Луис е град каде што по трети пат ќе се одржи генерална конференција. Првата беше во 2005 година, јас имав прилика да бидам присутен тогаш. Навистина еден прекрасен град. Символот на тој град е лак еден, голем лак во паркот кој е поставен, еве на фотографиите тоа ќе го видите. Таму има лифт, тој има подземни продавници, голем парк, така да тој символ на овој град кој се наоѓа значи во Америка, во државата Мисури, тука и реката Мисури, Индија, тука значи границата е помеѓу една и друга држава во Америка. Но како е да еден прекрасен град, значи по трет пат сега ќе се одржи повторно генерална конференција. Вториот пат беше во 2020 година, меѓутоа беше одложено ради ковидот. Во 22 година се одржи мини генерална конференција, би рекол само од 5 дена, но традиционално се одржава од 10 дена е генералната конференција. Возбудени сме што се враќаме во Сент Луис, рече Силвија Сикало, координатор на настанот на Адвентистичката црква. Со нетрпение очекуваме да го зближиме светското семејство адвентисти и да споделиме надежта и мисијата на нашата црква. Значи, за време на ова генерална конференција ќе се бират председатели на 13 дивизии или оделенија и председател на генералната конференција со целиот тој офис. Тоа е огромна дворана, како што приметувате во Америка кога се играт односно кошарка, тоа се големи дворани кај што примат по 50 по 100.000 односно овие гледачи, така да ќе биде одржан. Има многу повеќе сали во таа зграда голема, зашто се одржуваат разни предавања, разни тие друштва кои треба да донесат разни одлуки, но како е да е, во сабота ќе биде тоа големо дружење на адвентистите од целиот свет, како што спомнав, се очекува преку 100.000 жители, односно верници, да дојдат во Сент Луис, адвентисти од целиот свет. И сега, интересно, генералната конференција има своја историја, почитувани гледачи. Еве ќе ви потсетам, 161 година како адвентистите одржуваат генерална конференција, почнувајќи од 1863 година, кога е одржана првата генерална конференција во Бетел Крик, Мичиген. Значи, кај што имало само 20 делегати на адвентисти, а сега спомнавме ќе има преку 2000 и повеќе делегати. Во 1980 година, за време на сесијата на генерална конференција која се одржа во Далас, Тексас, адвентистичката црква тогаш ги усвои 27-те, односно сега 28-те точки на верување. И тие може се пронајде денеска на интернет, значи во што веруваат адвентистите на седмиот ден. Во 2005 година, како што спомнав, беше одржана првата генерална конференција во Сент Луис, каде што тие 27 точки беа проширени на 28 точки на верување под наслов Растање во Христа. Значи, во Сент Луис имаме наша црква, адвентистичка, односно има 7 цркви, кај што има некаде околу 2500 членови во самиот град Сент Луис, кои активно служат, значи, во локалната заедница. Пред да се одржи самата генерална конференција од 4 до 9 мај 2025 година ќе се одржи настан,
патеки до здравје, значи ќе бидат бесплатни здравствени услуги за заедницата, за луѓето во тој град. И еве само уште неколку информации, значи тоа ќе биде навистина голем настан, каде што генералната ќе одржи свое заседание под број 62. Тоа ќе биде време кога народот ќе се обедини, уште еднаш ќе се сплоти и ќе го слават Господа под наслов Исус доаѓа, јас ќе одам. Значи, црквата на адвентистите, еве ќе спомнам уште еднаш, основана 1860 година, денеска има преку 23 милиони крстени верници во повеќе од 210 земји и територии широм светот. Црквата постои за да им помогне на луѓето да ја разберат Библијата и да најдат слобода, исцелување и надеж во Исуса Христа. Тоа ќе биде пренесувано секако, ние ќе објавиме уште информации малце подоцна, значи има уште време до јули месец, но како е да е, еве полека се врши подготовка за овој настан, има верници кои ќе одат, имат можност, значи ќе престојуваат и туристички во тој град, така да хотелите сите ќе бидат зафатени со делегати, односно со гости адвентисти од целиот свет. Да се молиме за генералната конференција, зашто ќе се донесат важни одлуки за следните 5 години на црквата на адвентистите на 7-миот ден. Еве тоа беа овие информации, овие новости, читувани гледачи за нашата денешна емисија. Одиме сега повторно со песна. Gledam ljude oko sebe, samo nekud jure, pa se pitam često puta zašto tako žure i barem malo stati, ma nitko nema vremena. O da, ma tu smo svi na putovanju, život teče kao rijeka, ali netko tamo gore oduvijek nas čeka i zato njemu pjevaj, nek to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Sretnem jednog starog prijatelja, pitam kako ide, on mi veli daj me pusti, ljudi me se stide, a ništa nije dobro i ne znam kud sa sobom ja. O da, a ja mu kažem ajde pogledaj gore u visine, znaj da neko tamo jednako se brine i zato njemu pjevaj, nek to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, a zapjevaj i ti.
jer netko gore volite. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Hello, Добар ден. my name is Don Miller again. Еве ме повторно и моето име е Доналд Милер. We're talking about building a strong foundation, Зборуваме за градење на добра основа. not for the house you're in, but for the house that you are. Не за куќата во која што живеете, него во куќата која сте вие. Now, in our last meeting, we described what a disease is. Во нашето претходно предавање зборавме што е тоа болест. This is the best definition you will ever see. Ова е најдобрата дефиниција која што можете да ја имате. Болест е обид на телото да се ослободи од организмите и од последицата кои се резултат на кршење на законот на здравието. Now, some of you may be pilots. Може би некој од вас се пилоти. I'm a pilot. Јас сум пилот. When I was in pilot training, Кога бев на обука за пилот, my instructor talked about going into a spin. Мојот инструктор ми велеше да влезем во вртлок. When you go into a spin, pretty much you're going to be dead. А ако влезете во тој вртеж, сигурно е дека може да бидете мртви. But most spins are not caused by a malfunction of the airplane. Сите тие вртежи не се случуваат од грешка некоја која што се случуваат во авионот. They're caused by a mistake by the pilot. Тие се у суштина грешка на самиот пилот. And when you make that mistake, your plane starts to fall. И кога ќе направите таа грешка, вашиот авион почнува да паѓа. And if you aren't have control of your mind, И ако сте присебни над својот ум, you will burn it in. вие ќе се излечете. Here's what my instructor taught me. Еве што мојот инструктор ме учеше. If you ever find yourself in a spin, Ако некогаш ти се случи да се најдеш во вртежот, let go. пушти. Take your feet off this thing. Тргни ги вашите нозе од таа работа. Take your feet off the pedals И тргни ги значи стапалата и рацете од педалите. and just sit there. И само седи. The plane will fly itself out of the problem. Авионот самиот ќе излезе од овој проблем. It's the same with the disease. Истото се случува и со болест. You get a disease because you're doing something wrong. Ја добивате болест затоа што правите нешто погрешно. Quit doing it. Откажете со тоа правење. Now, I don't know who I'm talking to out there, Јас не знам на кого му зборувам таму. but here's what I have learned over the years. Али еве нешто што сум го научил со години. People think that when you get old, you're supposed to get diseases. Луѓето мислат дека кога ќе остареат дека треба да бидат болни. We call it entering the cancer age. Вела дека влегуваме во годините на ракот. We call it entering the heart disease age. Влегуваме во годините кога добиваме срцеви болести. I want you to remember something. Али сакам да ве замолам да нешто запамтите. Old age is not a disease. Староста не е болест. Old age is a result of years and years of living. Староста е у суштина години на живење. Disease is a result of years and years of living wrong.
А болеста е живење од година во година во нешто погрешно. Now, maybe we have some young people out there. Може би во аудиенцијата имаме и млади луѓе, You need to learn one simple fact. али треба да научите еден едноставен факт. It doesn't take long to live a lifetime. Не зема толку долго за да живеете живот. And we need to make the most of what we have. А ние треба да направиме најмногу од оно што го имаме. Now, if I asked you a question, I could hear your answer. А ако ми поставите прашање, јас ќе го чувам и одговорот. My question would be, is lifespan the most important thing? Моje прашање е дали животот е нешто што треба да го посакуваме најмногу. And I'd hear everyone say, yes, it's very important. Да, сите вие ќе се сложите, тоа е многу важно. Now, if you see this picture right here, Али ја гледате оваа слика од тука. she's not a teenager, Таа не е тинејџер, but she has quality of life. али таа има еден квалитетен живот. But lifespan is not the most important thing. Али животниот век не е нешто што е најважно. You can have plenty of quantity, Вие можете да имате една изобилствена количина, which this lady has, како што и ова госпоѓа ја има, but she's missing the quality. али таа го пропушта квалитетот. Now, every country I go to, I do something special. А во секоја земја каде што одам, јас правам нешто посебно. I look at the life expectancy of the country I am in. Го гледам животниот век во државата во која што сум. So for Macedonia, Така да за Македонија, I've been and it's hard to find it sometimes. гледајќи некојаш е тешко да се пронајде, The average lifespan of a man, животниот век на мажите е 75.69 years. 75 години запирка 69. The average lifespan of a woman, Животниот век на жените е 78 years. 78 години. Now, notice this is the springtime of the life these people are in. Погледнете, овде е пролетна слика и животот во кој што се наоѓаме. But now, that's not the most important number. Али не е најважен бројот. The most important number is a healthy lifespan. Она што е најважно е здрав животен век. How long do we live before we start getting these diseases? Колку долго ќе живееме пред да почнеме да ги доживуваме овие болести? Here in Macedonia, Тука во Македонија, whereas your lifespan for men 75.69, каде што животниот век на мажите е 75,69, healthy lifespan 65.1. Здрав животен век е 65 години запирка 1. What does that mean? Што тоа значи? That means for 10.59 years, Тоа значи дека 10,59 години, they're suffering from at least one chronic disease. Секој еден ќе има некоја хронична болест. Normally more than that. Некојаш и повеќе од тоа. The average is 3. Просекот е 3. Diabetes and heart disease and high blood pressure is 3 of those. Значи диабетис, висок крвен притисок или All right, women, average Jen. lifespan 78 years. Животниот век е 78 години. Healthy life expectancy Очекуван животен век 67.3 years, 67,3 години. which means for 10.7 years, Што значи да 10,7 години they are wrestling with a chronic disease. се борат со хронични болести. We don't have to go through that. Ние не мора да поминуваме низ ова. Back in my country, America, Да се вратам во мојата земја Америка. everyone my age is told to take an aspirin every day. Сите кои што се на моја возраст им велат да земат по еден аспирин секој ден. Why? Зошто? Well, because I'm supposed to have heart disease. Затоа што се претпоставува дека треба да имам срцеви болести. I'm 75 years old, Али ја имам 75 години. and everyone 75 has heart disease. И сите кои што имаат 75 години имаат проблем со срцето. Or they're going to get it pretty soon. Или ќе го имаат наскоро. Their arteries are filled with plaques. Нивните артерии се исполнети со наслаги, Blood pressure's high. висок крвен притисок, They're overweight. тие се дебели. A recipe for heart disease.
И тоа е рецепт за срцеви заболувања. So they have them take an aspirin. И затоа им велат земете аспирин. Why do they have them do that? Зошто би го правеле тоа? They say, well, it thins the blood. Затоа што ја разречува крвта. Water thins the blood. Водата е таа што ја разречува крвта. Aspirin poisons the ability to form a clot. Аспиринот е оној кој што не дозволува да се направи угрошок. And that's what they worry about if they're my age. И тоа е она за што тие се грижат за во моите години што може да се случи. They form a clot down here in the legs. Каде може да се случи, значи, изгручување во моите нозе. It goes up into the heart, И тоа може да дојде до моето срце. maybe into the pulmonary vein, Може би во пулмонарната вена. and you're dead. И вие сте мртви. So they take the aspirin to keep from forming clot. Затоа велат земете аспирин за да не може да дојде до згрчување. But now they're more likely to bleed too much. Али затоа постои опасност да можете да премногу крварите. They cut themselves. Кога ќе се пресечете, Bleeding doesn't stop because you poisoned your ability to do this. кога ќе се пресечете, вие сте направиле така да не може да се сопре крварењето затоа што сте го внеле аспиринот. Се враќаме повторно во нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Точно напладне на радио Гласна надежта секоја среда со почеток во 12 часот. Следува една кратка теолошка тема која носи наслов Дали Стариот Завет е укинат. Постои некои размислување во поедини верски заедници или кај некои христијани дека едноставно Стариот Завет не важи повеќе. За мнозина христијани, на жалост, Стариот Завет е само една збирка на книги напишани пред Христа, без да водат сметка за Стариот Завет како договор или како сојуз помеѓу Бога и израелскиот народ,
Ниту пак тие прават разлика помеѓу Божиот закон, 10 Божји заповеди дадени директно од Бога, секако и другите привремени закони што му ги Бог дал на израелскиот народ посредно преку Мојси. Дали навистина денешниот Стар Завет кој ние го имаме во Библијата не важи или дали е тој Стар Завет укинат? Според нив, значи според таа група на луѓе, збирката наречена Стар Завет и се што е поврзано со Стариот Завет, Христос го укинал кога умрел на крстот. За нас христијаните, велат тие, сега важи само канонот на Новиот Завет. Дали е тоа точно? Дали имаме извештај во Библијата дека Бог, Исус Христос, го укинал Стариот Завет? Затоа огромен број христијани денес Стариот Завет или збирката канонски книги напишана пред Христија сметат за музички експонат кој ја одиграл својата улога, ја завршил својата задача, се иструшил и заминал во архивите на христијанската историја, така што тој за нив има само историска и музичка вредност. Дали, почитувани гледачи, ова размислување држи вода, што би се рекло, или пак тоа не е точно? Секако дека тоа е огромна грешка. Огромната грешка ја прават христијаните кои мислат дека Стариот Завет, повикувајќи се првенствено на текстот во 2 Коринтјаните, 3 глава од 13 до 16 стих. Еве тие свое размислување, таквите луѓе кои веруваат дека Стариот Завет е укинат, го базираат нови текстови. Ајде да ги прочитаме. Некако Мојси, кој ставаше превес на своето лице за да не го гледаат Израеловите синови крајот на поминливото, но нивните умови беа закоравени, зашто до ден денешен останува истиот превес, не симнат при читањето на Стариот Завет, кога не им се открива дека тој во Христа престанува. И така се до денес, кога го читаат Мојсија, превес ги прекрива нивните срца, но кога во заграда би ставил Израел, ќе се обрати кон Господа, превезот се отстранува. Еве, тие христијани кои велат дека Стариот Завет не важи, се повикуваат новие текстови запишани од апостол Павле во 2 послание до Коринтјаните, 3 глава од 13 до 16 стих. Јасно е и неспорно дека тој, се мисли значи на Стариот Завет, во Христа престанува. Но што престанало? Се постава сега прашање. А што останува во сила и понатаму се до денешен ден и уште подалеку во вечноста? Дали навистина до Христа важел Стариот Завет? Очигледно е дека овде не станува збор за укинување на збирката книги на Стариот Завет, туку на Стариот Завет како договор или сојуз помеѓу Бога и израелскиот народ, кој воопшто не заживеел. Значи, тој договор престанал, кој го Бог направил преку Мојси со израелскиот народ, ни 40 дена тој завет не издржал, туку го погазиле. Не се однесува на тие книги, 39 книги во Стариот Завет кои се напишани дека тие сега не важат. Значи не се однесува на библиските книги, туку на договорот кој Бог го направил со израелците. Изразите во 2 Коринтјаните 3 глава од 6 до 11, во Римјаните 7:6 кај што пишува словото убива, служба на законот кој убива. Сега цитирам под наводници извадоци од тие текстови. Гревот кој не држеше во робство, се ослободивме од законот. И старото слово очигледно се однесува на времето кога сме живееле под законот, кога камените плочи со 10 заповеди сме ги носеле на грб како неподнослив товар, на времето кога законот не гонел да не убие заради нашиот грев, да не убие додека сме биле грешни и грешници. Тоа е оној период кога апостол Павле кажуваше и велеше. Павле живееше под законот и кога жално редеше: беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. А изразите слуги на Новиот Завет, не на Словото, туку на Духот. Духот оживува. Откако умревме за гревот, се ослободивме од законот, да служиме на нов, духовен начин, се однесуваат на времето кога Христос го отстранил гревот од нас и кога сме почнале да уживаме нов статус, да живееме под благодата со законот, не на камените плочи, туку во срцето. Очигледно, почитувани гледачи, дека канонот на Стариот Завет не може да биде укинат, зашто тој заедно со канонот на Новиот Завет представуваат интегрална реч Божја. Библијата е цела дадена од Бога.
вкупно 66 книги, кој е извор на Божи пораке за нас луѓето и непогрешлив пат кој води до спасение. Ајде да се подсетиме уште еднаш на Исусовите зборови запишани во Јован 7 глава 38 стих, каде што пишува: кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки жива вода. Гледате, кога Исус ги кажува овие зборови, Новиот завет не постоил се уште. Исус овде се повикува на Стариот завет. Били, кој верува во мене, како што е кажано во писмото. Кој е писмо? Стариот завет. Значи, Новиот завет се уште не бил напишан во времето на Исус Христос. Било напишано само писмото, односно само книгите на Стариот завет, и кога кажува кој верува во мене, како што е кажано или напишано во писмото, тој нашето внимание го насочува кон старозаветниот канон, кон збирката на старозаветните книги, во нив да најдеме реки на жива вода што ќе потечат од нашата внатрешност. Подосна, знаеме дека е напишан и Новиот завет. Значи, напишани се книгите на Новиот завет и тој заедно со Стариот завет, како што рековме, представува неделива Божја реч, интегрална Библија или Свето писмо, за кое се кажува во 2 Тимотиева 3 глава 16 стих: Сето писмо е дадено од Бога. Значи, Сето писмо, и Стариот и Новиот завет, тоа се Божи пораки, Божи писма дадени за нас луѓето. Според тоа, канонот на Стариот завет не е музијски експонат, истрошен, укинат и повлечен во пасива или во некакви архиви. Напротив, тоа е во активна служба и заедно со канонот на Новиот завет, рамо до рамо и со полна пареја, иако не видлива целост, како интегрална Божја реч, силно сведочат за својот автор, чии што пораки се запишани на нивните свети страници. Канонот на Стариот завет, почитувани гледачи, не им е даден само на евреите во собственост и изолација, и тој не е еврејски. Навистина, на евреите е дадена Библијата, односно им се доверени овие Божи зборови, но на чување, значи Бог им ги дал на нив за тие тоа да го пренесат, да го прошират на околните народи, да го промовираат пред светот и да им ги објават на сите народи. Значи, и канонот на Стариот завет, и канонот на Новиот завет не се ничија лична собственост, ниту монопол, туку едноставно би рекле му се предадени на целото човештво и сите имаат заеднички карактер и општо човечки вредности. И да резимираме на крајот. Дали Стариот завет укинат? Секако не. Што се однесува до законите со приверен карактер, кои се закони укинати? Еве ќе спомнам обредниот закон, значи тој закон кој опфаќал закон за жртви, за свештенството, за светилиштето, значи денеска немаме левити, тоа племе значи не постои повеќе, за обредното чистење, значи тие ги миле рацете до лактите, имале посебни церемонии. Тоа било дадено од локален карактер. Понатаму, граѓански и здравствени закони. Значи, ако ти влезе волот во туѓа нива, треба да платиш глоба. Тој закон веќе не важи. Сега има други закони, кога на некој ќе му направи штета, според тој закон треба да платиш оштети и така натаму. Значи, имало локални обредни закони, локални граѓански закони, тие се укинати, тие се дадени на еврејскиот народ со одредено време на трајање. Значи, тие се дадени преку Мојсеј за општеството да живее во една хармонија. Мојсеј навистина извршил една голема улога, ја завршил својата улога и задача што Бог ја поставил пред него. Меѓутоа, 10 Божи заповеди не се укинати, почитувани гледачи. Стариот завет како книги постои и денеска. Да не постои Стариот завет, ние не би знаеле ништо за создавањето на светот, не би знаеле за израелскиот народ, не би ги знаеле ниту 10 Божи заповеди. Значи, во никој случај не се укинати 10 Божи заповеди како темел на Стариот сојуз или завет склучен помеѓу Бога и израелскиот народ. Еве, тоа беше ова кратко духовно размислување, кој го базиравме на прашањето дали е укинат Стариот завет. Видовме дека Исус се повикува на Стариот завет и ги
потикнува луѓето да го истражуваат писмото, односно да го читаат писмото, зашто тоа писмо сведочи за него и за самиот Бог. Стариот завет не укинат и тој денеска постои и важи за сите нас. Одеме повторно со песна. Znaš kada gubim put, pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja si čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Pastir si moj, kad padnem ti dižeš me. Pastir si moj, znaš slabosti moje sve. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja svih čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, kad padnem ti dižeš me. Pastir si moj, znaš slabosti moje sve. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja svih čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Почитани гледачи, еве продолжуваме со нашата програма и вие следите емисијата Точно напладне, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 12 часот. Ова емисија може да ја најдете како снимена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда и на Facebook страната Радио Гласна надежда. Следува прашањето на кое би сакал да дадам краток одговор: дали Марија е посредник кај Бога? Се поставува прашање кај некои луѓе дали Марија, мајката на Исус Христос, кој тие верува денеска дека е жива, воскреснати и горе се наоѓа на небото и дека е таа посредник помеѓу нас луѓето и Бога. Посебно можеби ова прашање се однесува на верниците кои припаѓаат во католичката црква, зашто тие дават голем акцент на Марија. Додека кај православните тие повеќе се повикуваат на светците, значи кои воскреснале луѓе и тие денеска се посредници горе на небото. Сега да не спомнувам такви имиња кои тие ги имаат во својот катекизам или во својот верски живот. Дали Марија е посредник кај Бога? Одговорот е не. Меѓутоа, еве би сакал да кажам и да образлажам зошто таков одговор давам дека Марија не е наш посредник. Нашиот посредник кон Бога, почитувани гледачи, е личен
и слободен, непосреден и директен. Значи, никој денеска не е посредник помеѓу мене и Бога. Едноставно, таа комуникација е директна помеѓу нас, луѓето и Бога. Непрослив греф и хула на теологијата на традиционалната црква е што на грешниците им го попречува патот на спасението, им го блокира пристапот кон Бога. Значи, на жалост, некои цркви во својата теологија го попречуваат тој слободен пристап кон Бога. Дали мора преку светци да одиме, преку Марија или преку некои други личности. Каде нашла традиционалната црква во Библијата, во Евангелијата, основа за својата опачна теологија според која патот кон спасението не му е отворен никому, освен преку Марија или преку светците, дека Исус на небото е судија без милост, дека никому не му е дозволено да влезе пред него со молба, дека пред неговиот Божиот престол седи Марија како милосредна мајка, дека Марија на верниците им издава влезници за прием кај Бога и затоа што таа е нивна влезница во рајот. Значи, тоа се прашања кои јас ги сега поставувам, кои се испречуваат на нашиот пат директно да се обратиме кон Бога. Каде црквата е нашла ова подлога на верување во Библијата и дали има библиска основа? Бог преку апостол Павле не дозволува никој, апсолутно никој да се пика или да се става помеѓу нас и него, меѓу нас и неговиот престол. Еве ќе прочитам уште една изјава од Библијата. Слободно да пристапуваме кон Божиот престол на благодата, за да најдеме благодат. Овој цитат од Новиот Завет, од посланијата на апостол Павле. Никаде, значи, во Библијата, почитувани гледачи, или во своите списи апостолите не ни кажале, нито пак на некој начин ни најавиле или зачнале некаква мисла дека ние мора да чекаме на ред пред Божјата врата за прием кај Бога. Значи, никаде таква изјава не постои од апостолите. Никаде не напишале да се молиме на некој светец, посредник во дадениот случај на Марија или Богородица, таа да ни ја отвори вратата и низ неа да влеземе и да се обратиме кај Бога. Никаде не пишува дека прво Марија треба да влезе кај Бога, да го смири, да го стивне неговиот гнев, да го смилува и дури потоа Бог да не прими кај себе. Знаете, денес како отидете кај некој директор или еве кај градоначалникот сум бил ја овде во Кавадарци. Првим се најавуваш кај секретарката, има приемен ден, па таа одзвони на председателот, на градоначалникот и вели имате странка, дали може да влезе. И потоа ти влегуваш кај градоначалникот. Дали Марија е изигрува таа секретарка која треба да ни ја отвори вратата за да влеземе кај Бога? Пред Божјата врата нема стражари, нема посредници. Таа не е затворена, мислам на вратата, напротив, секојаш е отворена за сите, апсолутно за сите грешници кои барат помош од Бога и Бог никого, да запомнеме, никого не одбива. Пристапот кон Бога не е ограничен со нешто. Нема приемни денови и термини. Тој е слободен за секого и во секое време без претходна изјава, односно најава кај некоја Божја секретарка, како што веќе спомнав, или асистент. Контактот помеѓу Бога и нас е непосреден, почитувани гледачи. Значи, тој е слободен личен избор, непосреден и директен. Бидејќи ова вистина е многу значајна за нашето спасение, ќе потврдим уште еднаш, Христос не му дозволува никому да ни го попречи патот и да ни го блокира пристапот кон него, кон небесниот престол. Тој не дозволува меѓу нас и него да се испречи ниту еден посредник или посредничка. Не му дозволува на ниту еден светец или светица да се заземе за нас пред него, да го смилува за нас. Кажавме, уште еднаш ќе повторам, средбата помеѓу Бога и човекот, почитувани гледачи, е лична, непосредна, без посредници, настрана од нас и сите светци и светици кои црквата ги пратила на небото како посредници меѓу нас и Бога, тие не постојат и ние не веруваме дека Библијата тоа го потврдува и не може да го најдете со библиски текстови. Еве што кажува апостол Павле во 1 Тимотиева 2:5. Зашто еден Бог
и еден е посредник помеѓу луѓето и Бога, човекот Исус Христос. Затоа ни може директно да се обратиме кон Христа. Исус нас не застапува, не Марија, не светците, не Богородица или некој сличен. Исус нас не застапува пред својот Отец. Кога апостол Павле ги кажал овие зборови, тој пред себе ги имал огромните антички пагански системи на посредници и посредништво кои му биле добро познати, со што сакал да ги заштити христијаните, односно христијанството, од сите празноверија кои удираа директно во темелите на библиската вистина. И затоа Павле тоа го напишал. Тој живел во еден свет, во грчкиот свет, во римскиот свет. Тој гледал какви се посредници има, во што се луѓето веруваат, и затоа тој директно би рекол со црни букви го запишал. 1 Тимотиева 2:5 уште еднаш ќе прочитам. Зашто еден е Бог и еден е посредник помеѓу луѓето и Бога, човекот Исус Христос. И сосема на крај, за жал, почитувани гледачи, отпаднатите епископи и црковни отци, што ги предскажал апостол Павле, ги копирале, ги прифатиле и ги внеле во христијанството токму тие антички пагански системи на посредници и посредништво. Според тоа, Исусовата мајка, Марија, Дева Марија, Света Богородица и сите други светци и светици кои црквата ги пратила на небото како посредници, не се на небото, туку тие се во нивните гробови, како и сите други човечки грешни суштества. Чекаат прво или второ воскресение, во зависност од тоа дали верувале исправно, како што кажува писмото, или верувале испревртено, како што кажувала црквата. Така да, на прашањето кој го зачнавме денеска, дали Марија е посредник кај Бога, не е. Таа е покојна, таа чека воскресение. Без разлика што го родил Исуса Христа, нема никакви привилегии кога е во прашање спасението. Таа според делата ќе биде спасена или осудена, како и ние сите други што после неа сме живеели или пред неа што живееле луѓе. Како и да се повикуваме, драги пријатели, драги гледачи, на Библијата, на библиските извештаи. Тука имаме одговор на секое прашање што се поставува во нашиот живот. И благодарам што бевте со нас и во рамките на ова прашање што го одговоривме дали Марија е посредник или не. Одеме сега повторно со песна. Боже мој, јас не знам како живеев во мрак и беда, без да знам за грижа Твоја и за љубовта. Сега јас сум Твое чедо, припаѓам на Твое стадо. Боже мој, Ти секогаш покрај мене си. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Боже мој, јас не знам како живеев по мрак и беда, без да знам за грижа Твоја и за љубовта. Сега јас сум Твое чедо, припаѓам на Твое стадо. Боже мој, Ти секогаш покрај мене си. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Јас Те славам, Боже,
Слава Боже јасне, слава Боже со вечен тон, со вечен тон. Почитувани гледачи, полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија, точно напладне, секој среда со почеток во 12 часот. Би сакал денеска уште еднаш да ве потсетам, да ви ја рекламирам ова убава интересна книга на македонски јазик, Последните настани. Значи, книга која веќе вие имате видено порано, некој од вас ја побаравте и ние ви ја пративме, но имаме уште неколку примеруци, значи убава книга која зборува токму за денешно време, за денешните настани во светот. Ќе ви ја дадеме бесплатно, значи ќе ви ја испратиме, само јавите се на наша адреса, пишете ни колку примеруци сакате, значи ова е книга Соочување со последната криза на земјата. Зборува токму за денешните настани во овој свет во кој ние живееме. Последните настани, скратена верзија секако од Елена Вајт. Вие останатите кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, почитувани гледачи, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа bibliјата.зборува.mk. Значи тоа е преку компјутер, преку електронска верзија. Ако влезете во оваа страница, ќе откриете 8 подречја на дописната библиска школа, ќе одговарате таму, има прашања, така и на крајот ќе добиете една убава диплома како подарок или сеќавање кога се проучувале Библијата преку ова дописна библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве сме на самиот крај од нашата денешна емисија, точно напладне. Ги црпивме нашата рубрика или рубриките кои беа предвидени за денешната емисија. Ви благодарам на вашето внимание, што бевте и денеска со нас. Ви посакувам благословена седмица, бидејќи се гледаме од среда до среда, убав ден. Веќе времето отопли, значи пролета е веќе на прагот, така да уживаме во топлите денови кои ете природата ни ги дава, да го искористиме времето во прошетка и во релаксација. Уште еднаш ви посакам секој добро и се гледаме во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме.